Во продолжение го гледаме сведоштвото на млада студентка по медицина која што била присутна во дискотеката за време на трагедијата. Таа не сакаше да го открие својот идентитет. Со неа разговараше колешката Сандра Спасовска пред градската болница Светинал Охридски. Самиот момент кој избувна пожарот, бев там и кога се деси да видиме дека уствари почна да горе дел од плафонот, се избувна и за 2 минути почна да горе. 2 минути беше малку за да видиме дека почна чат, почна сите беа не се верува, ја не ми се веруваше дека уствари тоа е чат и дека тоа е оган, ја не ми се веруваше со очите и само се обрќав лево десно, не ми беше јасно што станува збор. И одеднашка сите паника, сите излавајте, паника. Таа паника не се не гледаше дали одеме еден врз друг, дали одеме, дали газеме, дали не газеме, само гледавме само да се спасеме и на крај крајава не. Како успеа да се спасиш? Затоа што само бев блиску, поблиску бев до излез и некако се потурнав се. Имам повредени другари, имам повреден другар, другарки, многу блиски личности што не може да се најдат уште ни у повредени, ни у починани, ни у живи, никакви. И не знам, уште имаме надеж, ама не е тоа. Овде кого чекаш пред Стара градска? Чекам еден другар што има изгореници на раце, на лице. Колку можевме реанимиравме, колку можевме помагнавме, влечевме. Ама тоа. Да, одеднашка избувна и се беше пламен и искри и брискања за 1 минута, мислам дека беше се. Пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише настрадани, од што имаше доволни дежурни екипи или што и да беа, не знам.